Се наоѓаме во селото Дорфулија, општина Лозово, токму пред новиот дом на нашата хероина од медена земја Атидже Муратова. Од Бекирлија до Холивуд и од Холивуд повторно во Дорфулија. Што се промени во животот на Атидже? Како се привикна на незиниот нов дом и што се случува сега со неа? Дознаваме токму пред камерите на телевизија Сонце. Чекор по чекор јас чекорам, покрај река Брегалница. Срце стега, мајко, болки кријам, тебе, мила мајко, не кажувам. Срце стега, мајко, болки кријам, тебе, мила мајко, не кажувам. Со отворено и скромно срце во нејзиниот топол дом не пречека токму хероината од медена земја, нашата Атидже Муратова. Е гостинка во денешното издание од емисијата од своја страна. Атидже, здраво. Кажи ми како си? Добро сме вие? Така, добри сме и ние. Многу сме среќни што токму еве во твојот дом ќе го снимиме овој наш разговор и ова наше интервју. Јас прекрасно се чувствувам, овде ти е навистина топло и навистина пријатно, впрочем како што си ти самата. Кажи ми, ти се навикнали веќе? Да. И многу мило ми е што дојдовте вие. Се навикнав, прво сум плакал. Прво, како ќе се навикнам кога дојдов од дворот, трава, леле, боже, како ќе седнав во скалите, плачеше, полека, ај викам со Боже се да се ќе биде полека. Се ќе биде. Сега се навикнав, прв пат некои другарки земав да ме држат кога спиеше, прв пат не можам да спием, прв пат. Се запознали со комшиите? Да. И 3 дена така и внукот го земав еднаш, внучето малото, и викам, сега се навикнав. Куќа си е куќа. Своето е своето. Сега више како сум сега си своја на своето. Да, Атидже цел живот во Бекирлија. Кажи ми, пошто го паметиш твоето детство? Моето детството паметам кога имавме другарки, имаше Ленче, Вања, сестрата беше, Ленче мојата генерација, машки деца имаше. Тога ние многу добро игравме, се кукли правивме од партали. Тоа го памтам, игравме по амбарите. Некои постарите ќе дојдат, тука да не играте, вика да не правите, некој беля, вика дека жито има и ние мораме да бегаме. Тоа многу беше на стар човек да врнеш некој мобет, многу срамното беше тога. Имаше круши, сливи, тоа не купувавме од пазар. Денови Ѓурѓев ден, или Великден ние чекавме црвени јајца од ним, па Да, ги славевте? на баклава, да. Ние па на баклава ќе викавме другарките, Божик ќе дојде, орасе и ние правиме Божикот, пошто Господ се родил на тој ден. Така? Ама од ден на ден више гледам овие младите, многу се... Атидже, побаво ли се живееше тогаш? Поубаво мислам дека. Телевизор немаше, радио немаше, вакви телефони, ама многу поштување имаше тога. Нити крадење, кај ќе спиш, или да кај ќе оставиш, таму ќе останеше. Ама сега нешто не се тие луѓе више. Единствена ќерка во семејството Муратови и уште тројца твои браќа. Кажи ми, пошто го паметиш твоето семејство, како живеевте таму, дали имавте пријатели, колку луѓе броеше Бекирлија? Бекирлија имаше 15 албанци, 7 куќи власи, ние бевме едини турци. Ама немавме никакво лошо нешто, се со споразум бевме, поштувавме. Тога нели стока чувале, денеска коњи имавме ние, ќе дадеме на ним, ќе донесат рана утре на нас они и така се поштувавме. Живеевте сплотено. Имавме на чешма ред ставале, летно малце беше криза за вода, ред ѓумовите, секој на ред, некој кој има деца, ќе му дадат ред. И тоа, како да те кажам, люлашки ставивме, со тоа се немаше други работи немаше. А сега се има, ама
Гледајќи од годините на детството, па еве од оваа сега перспектива, што ти недостасуваше тебе како дете, како млада девојка, како жена? Се сум, значи јас многу сакаше да одам по градови на пазар. Да шеташ. Да, ама прво кога одеше памтам, многу се плашеше од возилата. Леле на татко ми ќе ме земеше на рака како дете, јас ќе помине возила, ја одма се тересам. Едва се навикнав. Нели, толку поретко иделе тога. Сакаше ли да се дотеруваш, можеби да се шминкаш, како единствена ќерка во семејството, како девојка? Еднаш направив тоа. Аха. Да ти кажам, еднаш се шминкав, и тоа нормално, на пат, ама брат ми кога видел дека така на 17 години тоа, немаше шанса тоа мал. Аха. И леле, вака ако одиш на пазар не те носам. И го измев лицето. И ретко ноќа стававме, денски бришевме. Толку беше начин срамото да се шминкат девојчета, само невестите. Било начин нема да личи невестинската тога. Не се шминкале. И после полека кога видовме другите и ние се навикнавме. Така, одевте ли по некои манифестации, празници што се одржуваа можеби во соседните села? Се запознававте ли со други луѓе? Види, тога толку немаше, само тука собор имаше у Лозово. Таа со тапане таму сите и македонци и турци. Чекавме значи 7 мај да дојде да одиме таму. За Ѓурѓевден. А Ѓурѓевден таму, у селото. Се прават. Така. Се дотеруваат. Атиџе, ти покрај тоа што си имала многу прилики да излезеш од Бекирлија, ти се реши да останеш таму со твоите родители, да останеш верна на семејството. Јас се сакаше да испаднам, ама не можеше кога падна татко ми болен. Па после мајка ми не може да оставиш родители така да се влечат таму па ти да одиш. И заради тоа и јас се заробив малце. Почнале луѓето да се селат, кои што имале деца. И останавте како семејство само вие. Да. После тие што дојделе 2-3 куќи, толку. Така. И кои што стасале децата, сите се селиле, некои работа најделе у град. Нели тога се така? Почнале продаделе стоката, отишле да се работат. Работа се бараше тога секаде. Некои у Германија, некои у... Ти нели помисли да излезеш од селото и да можеби да ние се со желба за подобар живот? Да, сите мислевме така, ама тоа така дали беше решено така. Почнале некои други седи се тука, они што дојделе покрај нив и ние се заробивме. Ние мислевме да одиме или Велес, или Штип, или од Турција. Меѓутоа, во животот не се знае што не чека и кој ден можеби ќе биде пресврт, нели, во нашето секојдневие и доаѓа Медена земја. Кажи ми како те најдоа тебе? Медена земја, ама знаеш како ми најде? Ете, Господ ми најде. Прво и они ми најде, значи од Господ претене се тие. Јас многу секирација имаше тие деништа, баш нашиот празник беше тоа, не го знам тој постите што беа, ама третиот ден, ама ја нешто се секирав околу мајка ми, беше неарен, јас неарен со што имаше нешто со проблеми со кучето. Леле, викам, Господе, викам бе, да ми прати некои луѓе, викам, белки ќе ме олесне. Како нарачани беа. Значи, не отиде 3 дена. Ти сама си ја кажала судбина. Кога гледав, влезеле. Прво влезеле Любо, по Любов Феко, па Данка, па и брат ми, и се насмеја Любо. Се изненади ли ти што бараат овие луѓе што ќе се случува сега? Ја кога видов камерите ми беше страда, ти кажам, не сум толку бил, само вака имаше некој кај ќе сретнат, ама не знам што ќе се снима дома, нели? Така. И човекот седна сега, Господ има, ако не е он тука, јас па поштувам ним. И ти објасни што ќе се ате што сакаш, вика, да ти помогнам, вида дека мајка ми неарен, ти викам, не беше страна, вака викам, не знам, викам, да ти кажам, 3 пат ме праша. Викам, по ваш избор, викам, 1 чашка вода, викам, и тоа задоволно ќе бидам. Добро, викам, знам што те треба тебе, човекот рече така. И почнавме после од филмот, кога идеше, носеше ни јадење, и за ним, и за нас. Така. И филмот продолживме, после па дојде Тамара и Самир, кога беше повеќе камери да бидат. 2 камери и она, нели, со мене, дека жена се снимаше и она ми донесе. После више се навикнавме, сами одевме. Кој кај ќе се фане, ако не одеваше Тамара, ја и Люба одевме да се снимаме. Напорно ли ти беше снимањето на моменти? На моменти да ти кажам, беше малце напорно. Па вака, пошто не ми беше, не знам да не грешам некаде, или, ама после се навикнав. Јас и со пчелките да отвораш, да затвораш, беше напорно. Леле, викам, јас со животина, со пчелките да се снимаш многу, тоа треба многу детали да имаш. Ама се навикнав и на тоа. Полека станавме као куќни пријатели, као роднина, како семејство сме станале. Значи, и толку се навикнав со ним, 3 години, тешко после беше со луѓе бевме. Така. Кога отида они,
3 години се снимаш? Да, 3 години. И мене ми беше дошла, леле, викам, со луѓе бевме сега, празна куќата стои. И јас се насмеев, викам, да знаете дека ќе се добива нешто, викам, па не знам дека филм документарен нешто е, не знам па. После ми кажа. После кога добивме, ми кажа дека знаеш што се снима. Очекуваше ли да добиеме дури 2 номинации за Оскар? Никој не очекуваше, нити они, нити ние, Ама ти се надеваш. се ми тераше нешто. Викам дека па ќе гурам напред, па што сака нека биде. Куќата ми влечеше, он рече, а прво беше после Турција рече, ама не знаеш дека овие пробале. Вика, ние за 3 месеци ќе снимаме, ќе купиме куќа во Дорфуле со мајката. Вика, јас кажав, они почнале таму некои чамови да стават, и они дали се договориле после, они значи прекинале, овие биле дека прво беа овие, нашите. Так. И купиле. Он рече, ако добиеме, ќе купиме куќа, вика. До колку ќе најдеме, да, ако најдеме поевтина, до 7.000 или ќе биде останува, тражи, ама никој не дава ефтина. Так, да. Куќата купена беше 8.600, после овие работи што земале, кревети, масички, овие, џамовите, а сега што носат лично луѓето, пераното од друго. Пријатно ли ти е овде, го чувствуваш ли како свое место? Сега се чувствувам, куќата ја знаеш дека најбитна куќата кога го имаш на глава, исто како да се освоето село. Ако немаш куќа, тога не ми беше, додека да се среди, ми беше тешко малце. Ова ти беше претпоставувам? Ама сега од ден на ден, јас се слободувам. Се навикнувам. Така. Те сакаат ли луѓето околу? Сакаат ли да се дружат со тебе, да испијат кафе? Да, дете, тука комшиката ми е тетка Илинка. Од Каратмара, тука Ивана, секој пат некогаш јас кај мене идем. Ти си добар и друштвен човек, дојдов се дружите секојдневно. Јас и други од страна, јас викам не дојдов тука да се имам проблем, сакам да се живеем со луѓето, животот е така. Така, спокојно да си ги поминеш годините. Да се добрина назад, не да направа да речете ете како што бил, добрината сакам да остана назад. А ти од Бекирлија до Холивуд и повторно во Дорфулија, кажи ми како се помина таму меѓу сите тие холивудски звезди? Кога беше прв пат во Њујорк, бевме, прв пат дека втор пат беше јас. Така? Та Сара, дали каде беше го таму мислам дека. Кај го најдов ја, да не грешам сега, дали беше во Холивуд, дали беше таму се познаевме. Така. Со неја. Така? Многу начин она кога дојде она да ми честита таму, она поглавна, у Америка она најглавната е. Така. Дојде со керкичката и се гледавме под масата на кафето, гледавме. А и гледаше на кафе? Да. И гледавме на кафе, нели пред камерите она не може, малце од страна со слики така. И многу добра жена беше. И втор пат па Бред Пит видов и Ангела Джоли, се сликавме таму. И тоа беше некој ми прашал дали убав ли е Бред Пит? Викат убав ли, викам па не гледав по лицето, викам не. Јас се сликав, ама не гледав на човекот на лицето, викам кој е тој? А те многу жени сакаат да биле на твоето место. Многу да ти кажам, многу поштовање имаше. Вака беше луѓе. Значи, млади и викат thank you. Викат thank you very much. Викат многу сакам документарните филмови тај што се главите, многу ги сакам. Ти ни откри дека говориш многу јазици, претпоставам нешто и англиски поднаучиш. Почнав да thank you, да. И други работи нешто. Разбирам, не може да го враќам сете. Почнав да знам дека за мене зборуваат некои работи сваќав. И многу беше добро. А храната, кажи ми, храната? Храната беше малце тешко? По такви кај што јадат. А у хотелите беше добро. Добро беше таму, таму беше добро, највише таму. Највише сладолед го сакаше таму, многу беше. И храната, ја мислам дека е каша. Оно со копане. Јас од срам сега да не остане, ја јадам, а кога гледам благо нешто е, тој со солено со благо, ја јаде да не се срамам. И вечерта почна на желудокот да ме притиска нешто, почна ќе повраќам. И пиво малце пивме, и пивото не е као нашиот. И тоа одмам знам мирисот дека потежок е. Така. Но се на се викам со Симона беше, леле викам Симона бе викам ова нешто не сме, најде одиме Бурго да хотелот да јадеме некој салата, готова сме викам. Ова ќе не притиска многу викам. Да. Мари ја не сум вика добро. И отидовме таму, мојта се смири, а она са бали повраќа. Абе вика не јаде, па и ти јаде, веделе. Не јадам, ама ќе рече другите не губиме. Убава, се убава, ние не сме навикнали на тоа. Не сме навикнати. Да. А така е, се на се едно прекрасно искуство за тебе. Па и македонци дојделе од секаде таму. Се почувствува ли
се почувствували битно, важно Да, дека да, ти си па, но Атиџе они Муратова зна- главната да. улога во Медена Јас земја? толку не, колку се радували режисерите го гледам, сите да не сликат. Не им башка, мене им башка сите сликат толку, значи од Македонија испаднал многу нешто успешно. Така. Секаде. Интересен наслов за тебе беше и овогодинешното издание на Златна бубамара, каде да. што беше можеби најпрепознатливиот лик таму на кога аплаудираа сите. Таа беше кај Бубамара многу беше интересно, тоа е Саша се викаше, мислам дека таа многу смешки правише. Така, Саша Коцев. Да, Коцев, тој многу и имаше игрорни таму. Така. Пееле. Убаво ли беше чувството да се представиш пред толку луѓе? Да. И да запееш, Да, може? многу, да, многу. А ти ќе не запееш ли сега? Може. Таа песна да сакаш. Која ќе Ајде, ја пееме? ајде, Мене ми е ајде. омилена чекор по чекор. Сите го сакат, ајде пеем. Ајде. Чекор по чекор, јас чекорам, покрај река брегалница. Чекор по чекор, јас чекорам, покрај река брегалница. Срце стега, мајко, болки кријам, тебе, мила мајко, не кажувам. Срце стега, мајко, болки кријам, тебе, мила мајко, не кажувам. Не плачи, мајко, ти не жали, тебе, мила мајко, не оставам. Не плачи, мајко, ти не жали, тебе, мила мајко, не оставам. Родно село ќе оставам, туѓа земја, мајко, ќе заминам. Родно село ќе оставам, туѓа земја, мајко, ќе заминам. Таа пееше во Швајцарија кога... Атиџе, јас секогаш кога ќе ја слушнам, се ежам навистина од ова. Ова го пишуваш, го составуваш сама. Го измислував за 3 дена. Нисам пишал ни само од памет. Тоа за 3 дена Секоја чест. околу мајка ми, околу пчелите, околу мојата судбината. Тоа е тоа. Ти беше многу посветена на твојата мајка, на твојата болна мајка, тоа се гледа и во филмот. Она знаеше ли што се случува, зошто се снима? Она не го дочека од номинацијата? Јас не знам, не дочека таа. Јас кажуваше дека филм правам, куќа ќе добием, она многу се радуваше на тоа. Она знаеше дека ти ќе добиеш. Многу сакаше пеењето, многу сакаше и да пееше, да продолжиш понатаму вика. Така. И затоа сега сакам па да продолжам со пеењето. Сега филмот го завршив и со пеењето ќе одам сега. Така, дружиш и со Сузе Турунџиева и сега спремате нешто ново, ќе ни откриеш ли? Сузе Турунџија, значи испаднавме како сестра сега и понатаму ќе продолжиме и да биде поздравена. И песни се снимаме и тука има една советачка, многу ми е како сестра и она обикелија, љубов водише со дечкото кога беше, ама она помала и од мене. Од истото таму саделе Бостан и неја го поздравувам многу и она ми помага некојаш од двора да честиме заедно со децата и таму. Атиџе, половина за мене, половина за пчелите. Важи ли пораката денес? Дали ја сватија твојата порака од филмот? Доста луѓе што сваќат тоа, ето тоа пола на мене, пола на тебе што однесе мене до Холивуд да одам. Тоа многу значеше и никој не ми учеше, тоа што сум доживеал, што сум го работил, тоа го кажав. И така треба и луѓето да правиме, ама ние не сме така. Ние сакаме цело за нас. Значи, па вие, од кај селаните ти вие, па добро испаднавте Скопје, значи, па поштувате. Ама некој тука што, некои луѓе, значи, не сваќат. Така. И така треба да бидеме и да, како што народот, како бил напред, така бил. Не само за нас, некој гледа, некој помагале. Никогаш човек не оставили на пат. Од кого ти е всадена љубовта кон пчелите? И тој може би занает. Таа е уште на мајка ми, татко имал пчели, а ја од 12 години. Прво викам ќе се откажеше, многу ми изеделе пчелите, леле кога ми нападнале, 3 пати имам во животот. Као бумбар беше. И мајка ми у коритото, знам, у чешмата у коритото ми прикна. Сета ми изеделе, они некат лук, иш некат. Алкохол, лук некат пчели. Ама полека ми влечеше медот. За јадење, не беше да ќаруваме. Така.
И брат ми викаше, абе не се плаше кога ќе те напаѓа пчелата, вика, ќе ставиш вака на лицето и она ќе се вртка, вика, ќе бега. Полека почнав леле, викам, пак ќе откажам, викам. Многу досадно ова, викам, многу она да. После, полека се Го надмина брат ти и се го усоврши занаетот. И сега многу ми е мило. Кога бучат пчелите, тога ми е многу добро. Сега еве во зимскиот период што се случува со пчелите? Претпоставувам се горе во Бекирлија. Да. Па сега они може да гледаш нешто да не бут на некој работи, да не ги гледа, ама они сега мируваат, значи. Пчелата толку не ќе би сакала ли можеби да си ги пренесеш овде па се да ти биде? Виде, тука малце тешко за пчелите пошто се прска кај лознината, ама сакам по-на ричката тука, кај што внукот ми чува натака ќе подалечка малце. Не е толку далеко како Бекирлија, каде е тука толку 10-15 минути тука. На речката. Така, ти имаш уште еден брат кој што е жив и кој што живее овде, така? Да. Во Дорфулија. Овде. Што имат средниот тука е. А внук ми на тај кај зад продавница живее, татко му така, јас тука. Така. Таа сме. Кажи ми се, движите ли Дорфулија, Бекирлија? Ја посетуваш ли Бекирлија? Да. Сега малку 3 недели не сум бил, у Скопје сум бил, ама сега така ни откри дека за празниците ќе си таму. Ќе одам, да, малце и така, ти фали ли родното село таму? Како не фали? Оно, ако не видам, викам летното, зимото више не ќе можеме, уште оваа година ќе горнеме, ама летото некогаш ќе одам да посетам. Така. Никогаш редно село не го забрава. И вие така, од кај што ти никогаш татковината не се забрава. Не се заборава така, таму е ли државата да го забравиме? Јас исто така во селото и така го имам Македонија. Во сите убави моменти има и нешто помалку убаво, а за тебе тоа е борбата со кучето, кое што ја спомнуваш скоро секогаш. И животот ти се дели впрочем. Тоа најголема тежина ми однесе тај начин. Зашо? Бидна па проблеми. Па тоа треба човек да сме свесни. Чекај мајката. Човек да му пружиш, ете од мене, не можам на толку, а не да ми напаѓаш. Кога не си видел како се десува. Сега ти до денес имаш проблеми со тие луѓе, како може да се реши тоа? Сметаш ли дека треба можеби да ги пријавиш да? Оно треба, тие треба да се решава. Значи не е така јас да бидам само газда, значи тука луѓе врвеле отишле се селото никој не, а он сега газда да се направи во мојата куќа, таа неќу. Ја очи му викам на луѓе и јавно кажувам. Значи јас со силом не се смирив со него. Мене Тамара Самир ми смириле. Јас знам што луѓе се, неќу. Изедел, никој не беше Господ, јас и кучето знаеш. Пошто ја да сум умрела да знаат, а не така да удрил се или што мајка се и бара, тоа уште потежина ми дават на мене. Значи кај што изедена сум, инвалид останав, што се вика без маж, без деца, па да те напаѓат одзгора, тоа тешко малце беше за мене. И тога беше закълната дека нема да се смирувам. Тоа мене ми беше на Самир и на Тамара да ми прашале зашто Атежа не се смируваш. Значи јас ќе го објаснеше работата. Они ми донесере децата у двор, ајде ништо не речев, ајде можем добро ќе биде. Они река дека добро ќе биде. Они се заминале истата песна. Меѓутоа ти ни откри дека и до ден денес тие луѓе не те оставаат на мира, доаѓаат и овде. Малку ќе се смират, истото па. Малку ќе се смират, па истото. И више и џаба што ќе одиш секој пат со полиција, јас не ќе начин се да се расправам со полиција, работа. Сакам у мир да живеем, да ти кажам. Треба јас да подбегинам. Неким околу куќата, кај сака некој оди, јас не го бранам, ама да се вртка више околу мојата куќа. Така, ти си сакаш да го мирен и спокоен. Тоа треба мајка, татко треба да рече, чекај бе синко, вака, не бива. Некој на брат ми рекле, кравата дека му сметал, па ја кај да бег, мајка, неговите до врата идат сета, селото не е негова. Јас што имам од татко останал некој зидина таму, па не се бунам. Значи, а ти да ти дојде некој од страна, да ти команда од твоето село, и добро, ќе продам, мај, на крај ќе го продадам. А после? А од тука више кај ќе бега, мај каже. Да, нема потреба од бегање, ова е веќе твој дом и ти... Ајде некој, значи од тука, ако почнеме од Бекирлија да бегам, од тука да бегам, ондак нема живот да те кажам, така, не дефинитивно треба да се реши. Треба и државата да напуштиме така ние. Да. Ако правиме така. Крајно решение треба да се реши проблемите, тоа е проблем. Така. Атиже, што ти беше ветено, а не ти се оствари, еве, ќе кажеме гласно пред камерите. Сега, она беше ветено, да ти кажам, за куќата да се направи. Може би ќе ја направат. Значи сега за судството да се реши, тоа гледам ќе се реши тоа. Тоа ми беше најбитното. Чекај, ти си на суд со луѓето, така? Со овој. Не со тие, не. Не ќе ми посудови со. Не, со овие од Бекирлија. Со овој на суд 10 години сум. Не ми платиле, ама
Они За рекле, куќето. да, они рекле да ми платят, они да не прави проблеми, луѓето добро кажале, видиш. Така, Добро, сега ти доби на суд. Да, Така. добив. Викале, ама добив, ама не беше платена, неќе да плати човекот. Тука не се ни судовите криви. Он неќе и готово толку. И рекле они, не се карајте и тоа ќе го решиме. Не, трошковите, не за кој знае што, Така. ја имам многу оштета. Така. Значи, мојата оштета многу ја. Ама, само ги трошковите ќе биде тоа. Не, тоа решиле, ама тоа мислам дека имав договор, тоа за тоа ќе го решат, тоа ми не ми е најбитното за куќата сега. Ако прави добро, ако не, земале они, ја признавам тоа. Значи, и тоа ќе се реши куќата, ќе се направи. Што тебе ти е најпотребно денес од оваа перспектива? Еве од сите оние кои што Знаеш што ми познати, е? Мене не ми е битно што ќе се среди кој, најбитно сакам у мир да живеам. Ете, тоа ми е најбитно, здравието ми е. Битно да се у мир да се живеам, една парче леп да имам, повеќе толку неќам. Така ли? Нормален живот сакам, неќам да бидам многу да се фалам многу богат. Ти годи ли што си популарна? Ти годи ли што си популарна, што те препознаваат луѓето, што се сликаат? Јас знам дека сум од ден на ден напред одам. Така. Тоа се е од Господ, како што се вика Господ ми тера така, јас сакам и луѓето да бидат задоволни. Кога луѓето се задоволни, ја уште повеќе сум задоволна. Тоа е. А ти Джеве, при самиот крај, која е можеби твојата најголема неостварена желба која што сакаш новата 2021 да ти ја оствари? Оваа мислам најдобро оваа година очекувам за нова година најдоброто да биде на сите и мојата работа да се среди, да се живеам у мир, више неким проблеми да имам никако. Значи сакам се, ако не ми нервира некој, тога мојата животот продолжува. Ама ако ми нервира, тога ми се сакаш спокоен и мирен живот и да се и добро здравје. Неким на некому да му досаѓам и никој да ти досаѓа. Тоа го сакам. Така, Атиџе, ние овде дојдовме со донација од маркети Тинекс, кој што ни донира производи за исхрана и производи за лична хигиена во вредност од 6000 денари. Еве како поздрав од Тинекс до тебе. Се надевам дека сето тоа ќе ти се најде. Овде ќе изразиме и голема благодарност до маркети Тинекс. Овде е и моето мало внимание за тебе. Јас ќе ти посакам многу здравје. Како да е роден денски новогодишни така, подарок. Ова е новогодишен подарок оваа начин за нова година да биде уште подобро. Уште подобро, да. Ќе ти посакам да бидеш жива и здрава и да конечно да го имаш тој мирен и спокоен живот кој што си го заслужуваш. И мило ми е Господ нека дај повеќе на нив и уште луѓе нека продолжат, па ќе кажам зборови. Ја не ми смета ни камерите, ништо. Така. Атиџе, многу ќе ти се заблагодарам што не прими во твојот топол дом со широко и скромно срце, каква што си самата себе. Се надевам дека кога ќе се стопли ќе снимиме љубав прилог, љубава репортажа во твојата Бекирлија. Може. Така, ќе го видиме и тој дел од твоето родно место. Ќе те поздравам овде и ќе ти се заблагодарам што беше моја драга гостинка денеска. Мило ми е, фала и на вас. Почитувани гледачи, тоа беше разговорот со Атиџе Муратова, главната хероина од документарецот Медена земја. Се надевам дека уживавте во нашиот разговор, исполнет со многу позитива и многу детали за животот на Атиџе. Овде сакам да упатам посебна благодарност до маркети Тинекс, кои што донира производи, пакети производи во вредност од 6000 денари за нашата Атиџе. Благодарност до бутик Мајмода, кои што секогаш се грижат за мојата облека и благодарност до мојата шминкерка Самра и Мери. Се надевам дека и овој пат уживавте. Ние се гледаме за 7 дена во истиот термин. До тогаш останете поздравени и чувајте го вашето здравје.